Значи идејата ми беше многу одамна за ова денеска што се случува, размислувајќи, да кажам, негде од кај 2000-та, сметав дека ни еден белек нема оставено за џудото во Прилеп, затоа што Прилеп е центарот на џудото. Сите тренери се произлезени во Македонија, што се, да не речам 95% се од градот Прилеп. Збирајќи ги податоците, разговарајќи со постари што тренирале во тие времена, дојдов до податоци и оние документи што ги имав од некои првенства во тогашна Југославија, јуниорски и пионирски, и сите разговори што ми биле гости од странство во Прилеп, што ме удостоиле да дојдат да ме посетат и да го посетат џудо клуб Осеишен, и со нивните разговори, затоа што и дел од нив биле овде во Прилеп на неколку пати, на неколку првенства и на некои припреми од бивша Југославија. Од кој до кој период се опфатени? Периодот на фаќање на моментот што е во книгата од 69-та и званично од 72 година, кога џудо по враќањето моје во Прилеп, кога џудо клубот Прилеп продолжува активно да работи во Климент Охридски во училиштето. Кој е вистинскиот пат да се стигне до џудо според вас? Вистинскиот пат е гордоста и смелоста. Значи, џудото е единствен спорт што УНЕСКО го признал за психофизичкиот развој. Кодексот кажува што е тоа џудо, кодексот кажува дека треба да се почитуваш и сите околу тебе да ги почитуваш, пред се воспитувањето на сите во оние кои го практикуваат џудото. Џудото денес е на ваша оценка во Прилеп и во Македонија? Па оди на нагорна линија, пред се тоа е знак на ангажмано на џудо федерацијата и нашите соработки и дружина секаде кај што одиме. Значи, не е македонското џудо сега на некој ниво што било пред, да не речам, 30-40 години, сега е многу напредно, затоа што и е малце посовремено сега и техники и сите тие работи. Затоа ние имаме и гости денеска и експерт по џудо, меѓународната од Европската џудо федерација. Колку младите се занимаваат со овој спорт? Па, кај нас во клубот се многу, да ви кажам искрена бројка моментално 136 члена, различни категории, почетници имаме од 4 години и да кажам до мојата возраст на 74 години. А колку пак ветераните оставаат трага белек во македонското џудо? Па ветераните се локомотивата за поттикнување на малите деца за развој да го практикуваат џудото. Ovako, moje ime je Slaviša Bradić, dolazim kao savjetnik predsjednika Europske judo unije doktora Lasla Tota i izuzetno mi je drago da sam ovdje prvi put u Makedoniji, ali ono što zadnjih par godina pratim to je rad Judo Saveza Makedonije koji je zaista impozantan, jer organizacijski su jedni od vodećih sada u Europi, jer kao uzmemo veliki broj zemalja koji ima članica Europske judo unije, koja ima 51 članica, koliko se velikih natjecanja i manifestacija održava u Makedoniji. To je sve plod rada Saveza, očito da postoji dobra energija, dobra sinergija različitih institucija i svega ostalog, ja im na tome čestitam, a ova sama promocija pak pokazuje da je Savez prati i održava i poštuje i sve one koji su dali temelj džuda u Makedoniji. Koliko je sport popularan kod mlade, pa i kod stare? Da, pa judo je inače u Europi vrlo popularan, najpopularniji u svijetu je inače u Europi judo. U Makedoniji je u nekom zamahu, da tako kažem, naravno Makedonija kao i Hrvatska iz koje ja dolazim je mala zemlja, ali mi imamo velike mogućnosti kroz različite stvari i različite projekte da judo damo nešto dobro našem društvu. To je dokazano pozitivan učinak na ponašanje i na odgoj što se tiče mladih, a dobro koristan je kao sport, kao bazični sport za ostale sportove. Znači to je jedna jako bitno za judo, ali naravno kao olimpijski sport mi dajemo i šansu svim onima koji su smjereni ka ostvarivanju vrhunskih rezultata da to i ostvare.